15 октомври е 288-миот ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 77 дена. – 1844 година е роден Фридрих Ниче, германски филозоф од 19 век и класичен филолог. Тој пишува критички текстови на религијата, моралот, современата култура, филозофијата и науката, користејќи еден засебен стил и наклонето за метафора, иронија и афоризам. Влијанието на Ниче останува значително во и надвор од филозофијата, особено во екзистенцијализмот и постмодернизмот. 1854 година Оскар Вајлд, ирски драмски писател, поет, раскажувач и автор на еден роман. Познат по неговата зајадлива досетливост, станал еден од најуспешните драмски писатели на доцната викторијанска епоха во Лондон, како и една од најпознатите личности на неговото време. – 1878 година предприетието на Едисон за електрични светилки, денешен General Electric, започнала со работа. Станува збор за мултинационална компанија со седиште во САД. Според пазарната вредност на акциите, General Electric е третата највредна компанија во светот. Компанијата настанала кога во 1876 година Томас Едисон отворил нова лабораторија во Менло Парк, Њу Џерси. Од таа лабораторија настанал веројатно најупотребуваниот производ во светот, електричната светилка. – 1917 година Мата Хари, со вистинско име Гертруд Маргарет Целе, позната германска шпиунка за време на Првата светска војна, по потекло холанѓанка. Мата Хари била позната танчерка, која на сцените предизвикувала одушевување. Како артистка контактирала со многу истакнати личности и дознавала тајни што им ги пренесувала на германските агенти. – 1922 година во Скопје е регистрирана Демократската партија на турците на Македонија, со седиште во Скопје, а за председател е избран Едроган Сарач. Демократската партија на турците е политичка партија во Република Македонија. Партијата моментално има еден член, Кенан Хасипи, во собранието на Република Македонија. – 1984 година во Торонто, Канада, излегол првиот број на весникот на македонците во Канада под името Македонија. – 1989 година починал Данило Киш, еден од најголемите југословенски писатели со светско реноме и еден од најинтересните писатели на балканските простори од втората половина на 20 век, кој со своите несекојдневни прозни остварувања доживеа успех и на светската книжевна сцена. Неговите смели раскажувачки постапки, колку што биле прифаќани и одобрувани, толку били и причина за полемички однос кај дел од тогашните критичари.